Добро вечер, почитувани гледачи, ги следите 10 минути на телевизија 21. Наш вечерашен гостин е председателот и основач на првата детска амбасада Меѓаши. Драги Змјанац, господине Змјанац, ви благодарам што ја прифативте нашата покана. И јас вам што ме поканивте. Имаме многу што да разговараме, па затоа на почеток дозволете ми да проговориме за иницијативата, на граѓанска иницијатива всушност, која вие како детска амбасада поддржувате, а тоа е заедничко родителство после разводот. Зашто станува збор и што добиваат децата со оваа иницијатива? Алармантна е бројката на нашиот СОС телефон, кога децата и нивните најблиски се јавуваат околу правото на еднакво количество на видување со своите деца и по развод. Значи имаме проблем во Република Македонија, брачните другари да сватат дека кога се разведуваат како партнери, но не и како родители, и дека во најдобар интерес на детето е еднакво, заеднички, да водат грижа за правилен раст и развој на детето. Тоа значи и финансиски, но значи и во образование, чување, грижа и негување. Секогаш Центарот за социјална работа не постапа по најдобар интерес на детето и засегнатите родители кои не можат да остварат еднакво количество право на видување со своите деца се жалат кај нас дека ако не успеат да се договорат доброволно, тогаш имаат тешкотија да го остварат ова право на родителствување и по развод со еднаков пристап за чување, грижа и негување на детето. Значи, што ќе направи оваа иницијатива? Што предлага? Иницијативата предлага да имат заедничка стартна позиција двајцата родители, но тоа не значи автоматизам на подеднакво родителствување, туку на квалитетно створење родителско право. И доколку се остварува квалитетно родителското право и еднакво време на видување, чување и згрижување, тогаш детето ќе има можност да подеднакво биде и кај таткото и кај мајката, за да можат и двајцата родители да влијаат на неговиот правилен раст и развој. Како ќе се прави тоа, господине Змјанац, со оглед на тоа што овие работи за кои што зборувате веќе се регулирани со закон? Се регулирани кај партнерите кои се договараат, но не се има потешкоти кај партнерите кои не може да се договорат. Тогаш Центарот за социјална работа дава мислење до судот и судот одлучува во најголем број на процент кај мајката, колку што е детето помало, и татковците имаат 2 пати во месецот право на видување и на тој начин се чувствуваат засегнати и на некој начин дури дискриминирани. За оваа иницијатива ќе има тркалезна маса во јануари, 28. Веќе имаме остварено контакти со Министерката за труд и социјална политика. Писмото беше иницијативата доставена и до владата. Владата го врати писмото до Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд треба да направи инспекцијски надзор, ревизија, за да види дали аргументите на групата на родители држат дека најчесто детето се дава на мајката и дека татковците и покрај тоа што ги исполнуваат условите за да бидат квалитетни и одговорни родители, не успева да има стартна позиција. Значи, рамката да се прошири, ова веќе и во Совет на Европа оди како иницијатива и мислиме дека Македонија треба да биде да го следи овој процес. Детската амбасада Меѓаши е дел од уште еден голем проект кој што ќе биде реализиран за време на изборите. Ќе бидете партнери со граѓанската асоциација Мост и со Народниот правобранител во заштита на децата од злоупотреба во политичка кампања. Зашто станува збор, како ќе ги штитите децата? Имено ние секој избори, дали се локални, председателски или парламентарни, забележуваме дека не сите политички партии го почитуваат кодексот на против злоупотреба на децата за партиски политички цели. И покрај тоа што Македонија е потписник на многу конвенции, ние треба постојано да вршиме притисок, да не ги злоупотребуваат децата, значи ги потикнуваме да се залагаат во нивните политички. Што треба да се направи? Сите политички партии нека имаат во нивните платформи за добробит на децата. Значи тука дури нека има надпревар, но не да бидат дел од фолклорот, од декорот, да ги стават во политички спотови, да ги вклучат во предизборната кампања со лепење плакати, да ги униформираат со нивните партиски обележја. Значи, ние заедно со коалицијата, односно прва платформа кај што се вклучени ЦЕА, АДИ, МКЦ, Меѓаши кој има СОС телефон, Народниот правобранител кој има СОС телефон и Мост, ќе интервенираме до Народниот правобранител доколку забележиме на терен дека има политичка злоупотреба на децата за партиски цели и во тој случај ќе бараме и одговорност. А граѓаните како ќе може тоа да го направат? Може да се јават на броевите 0801 22 22 на првата детска амбасада, да пријават, да дојават. Ние ќе консултираме наблюдувачите дали навистина за дојавата има основ да се реагира и ќе доставиме писмена представка до Народниот правобранител и ќе го запишеме во нашиот извештај, кој ќе оди и до
платформата, до народниот правобранител и до извештај што го подготвуваме за Комитетот за правата на детето во Женева. Господин Измјанец, за жал децата не се поштедени од она што го снајде светот, можам слободно да кажам, тоа е бегалската криза. Имате ли податоци колку деца се мигранти, колку се со родителска придружба, колку без, како се грижи? Еве конкретно да зборуваме за Македонија, за овие деца. Да не заборавиме дека на Балканот имаше екзодус, геноцид, бегалска криза. Прво беше во Босна, кога дојдоа бегалци од Босна и Херцеговина, кога подадовме рака и изгриживме околу 60.000 бегалци, потоа во Косово околу 300.000 бегалци, па нашиот конфликт 2001 кога отворивме прифатилиште за деца од внатрешно раселени лица. Ние бевме на терен уште на самиот почеток и во Демир Капе и во Табановце и помогнавме да институциите на системот го практикуваат законот за азиланти и бараме брз транспорт и сигурен безбеден транспорт за азилантите кои транзитираат низ Македонија да им биде гарантирана личната безбедност, да бидат придружувани се до нивната крајна дестинација и да им се даде целосна апсолутна помош, а ако има потреба да направат приоритет, тогаш мајки и деца обврзно треба да бидат пуштени први во таа листа и да не бидат децата сами без придружба, без законски старател или родител или назначен од државата старател. Како ги оценувате грижата на државава кон тие деца? Може да се пофалиме? Па мислам дека е мобилна, може уште повеќе. Јас повеќе би уште кога давав интервјуа на почетокот дека меѓународната заедница мора да биде отворена за овој проблем, да помогне не само финансиски, туку и да сподели со овој товар, бидејќи Македонија сепак е мала земја. Мислам дека клучни фактори се Турција и Грција, кои први места кај што влегуваат, посебно Грција и Германија заедно со нивните главни партнери во споделување на оваа криза, мислам дека треба да ги отворат границите за сите бегалци, посебно кои се погодени од војна. Така. И да проговориме само за нараснатиот број на кривични дела, семејно насилство, односно педофилијата и родосквернавењето. 150 милиони девојчиња, 73 милиони деца во светот се сексуално злоупотребени. Каква е состојбата во Македонија? Што да се направи да се заштити? Знаете, кога ќе кажеме дека секое пето момче или секое трето девојче било или сексуално вознемирувано, или силувано, или злоупотребувано кога било дете, тоа не ни се верува. Но кога ќе се случи на некој од најблиските, тогаш го креваме алармот. Значи, ние говориме со години за проблемот со родосквернавање и инцест. Благодарение на нашиот силен притисок за застапување и лобирање, пратениците минатата година под итна постапка го донесоа измени дополни на кривичниот закон, веќе се воведува и медикаментна така наречена хемиска кастрација, затоа што едноставно рецидивистите не можат да го контролираат нагонот или бидот и сметаме дека ова е хумана мерка затоа што помага на рецидивистот да не ја повтори казната, односно да не лежи доживотна казна затвор, а и да нема следно дете жртва. Така. Господин Измјанец, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Почитувани гледачи, ги следевте 10 минути на телевизија 21. Останете со нас, следуваат вестите на македонски јазик.